Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Бизнис конфедерацијата, Миле Бошков. Господине Бошков, какви последици ќе има коронавирусот врз бизнис секторот во земјава? Веќе сега очигледно е дека е сериозна заканата и дека се конкретни последиците, намалување на ликвидност, намалување на прометот, намалување на целиот промет или целиот тек на економијата, побарување потрошувачка, производство намалени, нарачки намалени, така да голем е обемот и од секаков карактер е, бидејќи бизнисот секако дека има повеќе сегменти, така да сите сегменти во економијата се нарушени и за последиците можеме да збориме понатаму. Во овој момент се гледа дека сите економски активности се намалени. Како ги оценувате најавените мерки на владата за помош на бизнис секторот? Навистина, после сите препораки и апелот од бизнис заедницата за по-конкретни мерки и за по-храбри мерки, односно по-одлучни, сметаме дека ќе треба веројатно после евалуацијата на ефектите од овие мерки, може би треба и да ги наброиме, во субвенционирање на платите само во 3 сектори, туризам, угостителство. Така да сметаме дека мора владата да биде поодлучна и похрабра. Тоа значи дека ќе мора да се одлучи да направи ребаланс на буџетот, да скрати непотребни трошоци, за да може да на некој начин ги префрли средствата или буџетите во таму каде што е најпотребно, а тоа е конкретна ликвидност на компаниите. Сметаме дека, еве ќе го кажам зборот, дека е недоволно она што се понуди денеска за време на пресконференцијата од владата и дека очекуваме сет на мерки кои конкретно ќе значат влијание и однос пред се во компаниите помеѓу работниците и менаџерите, сопствениците, помеѓу начинот на кој ќе се пресметува работното време, на кој ќе се пресметуваат социјалните придонеси и нормално конкретни активности, конкретни ослободување во деношната политика. Една од мерките е кредитирање на мали, микро и средни предпријатија од 3.000 до 30.000 евра, со грејс период од 6 месеци и без камата и отплата во наредните 2 години. Колку ваквата мерка ќе им помогне на овие компании да преживеат? Видете, доколку се земе во предвид дека според до сега просекот на исплатени плати во туризмот и во угостителството, е исто така и во транспортнот, бидејќи и овој сектор, оваа гранка е опфатено, сметаме дека доколку станува збор за компании од 2 лица, 3 лица вработени, дека оваа помош не може да ги постигне нивото ни на платите на тие вработени, и така да, а особено дека станува збор за мерка од сега до јуни, за 3 месеци, така да сметаме дека потребно е повторно Министерството за финансии и владата со Министерството за труд да размислат и ова ниво на помош која е патем и кредитирање, дека треба да се зголеми. Дали како бизнис конфедерација бевте консултирани од владата за мерките? Бевме консултирани и постојано добиваме пораки, информации. Мораме да кажеме дека освен прехранбената индустрија и IT индустријата или сектори, навистина другите сектори се десеткувани. Се доцнели со мерките како што обвинува опозицијата? Некои од мерките се навремено донесени, некои од мерките не се доволни, меѓутоа некои од мерките требаше да бидат и порано донесени.
Колка ви се загубите на бизнис секторот според ваша проценка од коронавирусот за сега? Па во бројки тоа не може да се изрази сега. Неблагодарно е да се изрази сега, бидејќи некои сектори на вистина фармацевската индустрија, здравствениот сектор бележи пораст, меѓутоа тоа воопшто не е благодарно, ниту за пофала, него таква е состојбата, а другите сектори сите се со намален обем на работа. Се надеваме дека компаниите ќе се реорганизираат, ќе работат умно, ќе изнаоѓаат нови начини за остварување на приход, а за загубите или за намалување на обемот во овој момент никој не би можел да каже. Точно сме сигурни дека се што е поврзано со туризмот, угостителството, логистиката, патничкиот транспорт, дека може со сериозно да се каже до 95% намалено и навистина проекциите за загуба допрва ќе излезат на површина. Дали се можни отпуштања на работници поради коронавирусот и неработењето на дел од фирмите? Секако дека се можни отпуштање, тоа е најопасната варијанта од овие случувања, од оваа состојба. За жал и во мерките на владата никаде не беше споменато дека отпуштањето на работниците ќе треба да биде товарот на отпуштањето дека ќе треба да биде споделено или ќе треба да биде минимизирано со конкретна помош, туку беше како обврска да се добие кредит не треба да отпуштиш или да добиеш помош не треба да отпуштиш и така натаму. Така да ќе ни требаат синдикатите, тие имаат собствени механизми, собствено знаење и може да предложат мерки, а дека како конкретен одговор на вашето прашање дека ќе има отпуштање, за жал, без оглед на тоа колку и да се надеваме дека можеме да го издржиме, да издржиме оваа состојба, дека на крај резултатот ќе резултира со отпуштање на работници. Ги почитуваат ли работодавачите мерките за справување со ширењето на коронавирусот? Поголемиот дел од работодавачите ги почитуваат и во јавниот и во приватниот сектор и тоа навистина ја покажува свеста и солидарноста и капацитетот на работодавачите и можеме да се пофалиме дека постигната е целта да имаме глобална свест во однос на здравјето на луѓето, почитување на човековите права во рамките на бизнисот и почитување исто така и на препораките и мерките не само од владата, туку и од Светската здравствена организација. Како дополнителна услуга или како дополнителна информација, ние како Бизнис конфедерација објавивме сет на заштитни мерки што треба да прават работодавачите кога станува збор за заштита на работното место, работникот, производствениот, услужниот или било кој простор во една компанија. Да се надеваме дека тоа дополнително ќе помогне. Мораме да кажеме дека секоја една нова активност во компанија значи трошок, меѓутоа овој трошок е, да кажеме, долготрајна инвестиција. Вработените ќе бидат мотивирани и ќе бидат сигурни дека работодавачите вложуваат во нивното здравје и се надевам дека на крајот резултатот ќе биде зголемена доверба и зголемена почитување помеѓу работникот, работодавачот, менаџерот, собственикот и така натаму. Една од мерките беше родител да отсуствува од работа доколку има дете до 10 годишна возраст. Стопанските комори побара нивните плати да се исплатат како боледување. Оваа мерка за сега не е прифатена од владата. Трошокот за плати и останатите трошоци во овој момент се на трошок на работодавачите. Мораме да кажеме дека во овој момент една од подобрите мерки и една од поприфатливите мерки беше дека Министерката за финансии пред малку објави мерка
која ги ослободува компаниите од аконтативните даночни давачки. И тоа е добро, меѓутоа ќе видиме колку е доволно. Како ќе се одразат нарушувањата на глобалните текови на увозот и извозот врз македонските фирми кои извезуваат и увезуваат производи? Според нас во овој момент ние размислуваме, мора да се размислува и позитивно и со нови решенија и со нови заклучоци. Може би македонските фирми ќе треба да се посветат на размислување како да ги освојат нашите потрошувачи, да го зголемат производството, да го зголемат видот, пакувањето, брендирањето, означувањето на производите, како би можеле да бидат подостапни, како би можеле да бидат поблиски до европските стандарди или на оние на кои македонските потрошувачи се навикнати. И сметаме дека ова е на некој начин реорганизирање или ресетирање на македонската економска свест, меѓутоа не на економска, туку и на потрошувачка свест и поимување на оно што го имаме како производи, услуги, капацитети и така натаму. Така да секој во својот круг, меѓутоа исто така и организацијски, ќе треба да подобро да размислува, да нуди решение и да биде иновативен, како би можеле да... И ова е шанса на крајот на криштата, шанса за реорганизирање, шанса за ресетирање, ќе го искористам тој збор, и за нови производи, нови идеи, нови активности, нови иницијативи. Возможна ли е реорганизација на фирмите кои што се најпогодени како резултат на коронавирусот за толку кратко време? Во овој момент на пред се прифаќање на состојбата, па потоа донесување на заклучок дека од ова состојба може да се излезе или ранет, или како победник, ќе ги користам овие зборови. Сметаме дека има доволно време и за размислување, и за реорганизација, и за советување, и за согледување на грешките кои се создавани од комфорното работење, така ќе го наречам. Може би тоа комфортно работење во некои случаи е погрешно, меѓутоа во една состојба каде што лимитиране капацитетите на извори, на ресурси, на време, на пари, во тој момент треба да се почне да се размислува на начин како да се оптимизира целиот начин на работа. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам за поканата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.